А сега сакам да ја лоцираме нашата драга колешка Ивана, која што од прва рака ќе ни даде информации како помина обновувањето, повторното отварање на туристичкиот комплекс Македонско село, кој што е вистинска атракција за главниот град, но и за нашата земја, омилено место на многу домашни и странски туристи. Иванче, добро утро. Добро утро Суза до тебе, добро утро и до сите наши гледачи. По 7 годишна пауза, за голема среќа за сите нас, повторно вчера вечер официјално се отвори комплексот Македонско село, кој што се наоѓа на падините на Водно и во непосредна близина на селото Нерези. Токму комплексот Македонско село се состои од 12 автентични македонски куќи со простори каде што се представени македонските занаети. Делот овие куќи функционираат нели како хотел, но тука и секако музеот и сите оние етнолошки работи кои што можат да се видат и да се погледнат нели во оваа голема македонска туристичка која што од вчера заживее повторно. Ова утро со етнологот кустос Горан Павловски ќе зборуваме за значењето на македонско село, но и што се од поставки може да се види во музеот. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за реотварањето на музеот, како и за реотварањето на македонско село, кое што верувам дека повторно ќе биде една голема туристичка атракција и за македонците, но и за сите туристи кои што доаѓаат надвор од Македонија и сакаат да го посетат. Какво е значењето од на македонско село? Како што кажавте и вие, ние на наше огромно задоволство повторно се отвори комплексот Македонско село, во кој се наоѓа и нашата куќа музеј, која што е под музеот на Македонија. Значи, значењето е огромно, затоа што уште еднаш се отвора можност за уште една нова или старо-нова, да речем, туристичка локација за посетители домашни и странски, да го вкусат, значи, да ја вкусат традицијата, народните вредности, покрај тоа што, нели, во комплексот има и ресторан, може и буквално физички да се вкуси традицијата, односно преку јадењата. Исто така може да се насладува, така да кажем, и духовно, преку предметите етнолошки, традиционални, кои што се во нашиот музеј. Инаку, како што вие сами кажавте, комплексот се состои од 12 куќи, кои што се инспирирани од повеќе региони од народна архитектура, кои потекнуваат од повеќе региони, куќи од народната архитектура од Македонија, и тие се наменети за посетителите кои што би доаѓале тука. Инаку, како што кажа, во рамките на комплексот Македонско село се наоѓа и нашата куќа музеј, во која што е сместена, се потрудивме да направиме една, да речем, повремена поставка, која што во догледно време би станала трајна, би се надоградила понатаму. Што се можева да се погледне во музеот? Која е моменталната поставка со која што се реотвара и овој музеј? Така, значи, како што кажав, таа е повремена поставка. Во неа на еден начин се обидовме да го споиме, да речеме, селското живење и градското, односно градската култура и селската традиционална култура, затоа што таа содржи делови, пред се содржи покуќински народна покуќнина и народни носи, кои што се одраз на градската култура и на селската. Да речеме, има од Скопје имаме ала турка, срмена прекрасна везени две народни носи кои што одржуваат, значи, градската средина, а во останатите витрини имаме од неколку региони прекрасни невестински свечени носи од битолските горни села, од Струшко мешеиште, од Дебарско поле и така уште неколку пополнети витрини. Понатаму имаме исто така од, да речеме, традиционалните покуќински предмети селски, дрвени предмети кои што се користеле како за јадење, за чување храна, тие се познати под термините склопци, залупци, исто така тањири, ваганки, лажици се презентирани, може да се видат убаво изрезбани, прекрасни некои лажици. Понатаму исто така може да се видат метални покуќински предмети кои што повеќе се користеле, да речеме, во градската средина, кои што се исто така прекрасно обработени, кујунџиски. Исто може да се видат во дел од витрините
како засебни предмети со сета своја раскош и убави на прекрасните везови, да речеме од ракави невестински, од кошули, од неколку региони од Македонија, така што на еден начин тоа е, како што кажав, симбиоза на материјал, во случајов пред се материјалната култура на македонците и преку неја да се вкуси, да речеме, посетителите може да се доближат до она делче само мало од богатството сето кое што, да речеме, низ вековите македонскиот народ го создавал. Така, верувам дека бројот на посетители ќе биде голем, но она што ги интересира нели граѓаните во кој период можат да го посетат музеот и кога ќе биде отворен, основно во кои денови и од колку до колку часот ќе биде работното време. Па како што се и сите музеи, нели, работното време е преку текот на целата недела, освен во понеделник, нели, тоа е неработен ден, така што мислам дека ќе започне уште денеска со работа. Нашите колеги веќе ќе пристигнат, би требало во самото место. Така што отворени сме, портите се и символично отворени за нашите посетители, дали се биле тие домашни или странски гости, туристи, намерници, кои што поминуваат можеби на пат до Водно и така, можат да свратат во нашиот музеј и да ги видат, нели, мал дел од онаа сето богатство раскошно на нашата народна македонска традиција. Да ви благодарам за одвоеното време, честитки уште еднаш за реотварањето на овој голем македонски објект кој што е од големо значење за нашата традиција. Ви посакувам успешна работа и долготрајна. Ви благодарам истина. Да, вчера вечер токму овде беше местото на случувањето или епицентарот на забавата, каде што голем број на посетители има можност да присуствуваат на реотварањето на комплексот етно македонско село, каде што со голем број на македонски музичари и изведувачи беше проследена програмата за реотварањето на комплексот македонско село. Во продолжение предлагам да ја погледнеме изјавата на Симона Милковска, која што е представник од ХСХ групацијата за значењето, односно за предизвикот на реотварањето на македонско село. Мислам дека се справивме доволно добро со предизвикот и успеавме да го вратиме сјајот на комплексот со тоа што повторно ќе биде вратен како понуда за домашни и за странски посетители. Во моментов имаме случајно тоест имаме договорено состаноци за средби со туроператори странски со цел тие да го збогатат веќе она што го имаат понудено како туристичка програма за нашата земја и да ги донесат пред се странските туроператори странците да ги донесат во комплексот, додека например за домашните гости ќе имаме различни културни настани кои што ќе збогатат програмата на главниот град и со тоа ќе има програма која што ќе има возможност на домашните посетители да уживаат во едно ново културно место. Да, голем број на посетители ќе имаат можност, еве може уште денеска да дојдете и да го посетите комплексот македонско село, кој што официјално ги отвори своите порти по 7 годишна пауза. Сега повторно ќе можеме да уживаме во овој убав македонски комплекс кој што нуди традиција за наечиство, но и вкусна и добра македонска храна, она се што е подготвено, нели, и се што постои во македонската кујна, така што повикуваме сите вие кои што имате слободно време, кои што тагувавте можеби овие изминати 7 години за тоа што овој комплекс за жал не работеше. Сега повторно ќе имаме можност каде да уживаме и да избегнеме малце од градот и од метежот и гужвата која што ја имаме таму, да уживаме на падините на Водно. Суза? Токму така. Ова беше една од најдобрите вести, реотварањето на комплексот македонско село, една од најубавите вести во последно време и верувам дека исто вака размислуваат и најголемиот дел од граѓаните, ајде да речам сите, бидејќи сите исто не можеме да размислуваме. Ти благодарам што не прошета со слика и тон таму до македонско село, каде јас едве чекам да се вратам повторно, бидејќи и мене достигаше многу изминативе 7 години. Благодарам, Иванче.